Договорено е да се постави музичка сцена, која претходно била поставувана во златните времиња на постоење на Пивофестот во нашиот град. Сцената е со димензии 12 на 8 метри, со 3 LED екрани, еден централен со димензии 10 на 5 метри и плюс 2 странични со димензии 5 на 3 метри, за да може да се гледа од секоја страна секој артист и ќе има инсталирано исто така многу опрема за светлосни и звучни ефекти. Исто така ќе имаме поставено 12 чанкови, од каде ќе може да се купува пиво и останатите производи од нашето портфолио. Нема да има штандови за припрема на храна, како и места за седење заради огромните горештини. И повеќе настанот ќе биде во стил на концерт, каде со пијалок ќе може да се ужива во звуците на овие изворени музичари. Опремата почна да се монтира уште вчера попладнето, ќе се монтира и денес, а од 12 часот денеска ќе биде затворен главниот булевар во општината, за да може да се монтира целата опрема која е планирана за овој настан. И затоа ги замолуваме сите наши, ќе биде затворена сабота цел ден и до недела до 12 часот. Затоа ги замолуваме сите наши сограѓани да бидат трпеливи да ги користат другите сообраќајници за обиколни, за да не се случува застој во протокот на возила во градот. Во сабота попладне булеварот, како што кажав, ќе биде затворен, а улицата до едниот кружен тек и до другиот кружен тек ќе биде претворена во паркинг, како би можеле да ги примиме сите гости кои ќе дојдат од страна. Целиот овој настан е уредно пријавен до сите релевантни институции. Од сите имаме добиено одобрение за организација на истиот, така да ќе има 2 дежурни возила амбулантни, една пожарна кола, дежурни екипи од ДВН и од електроточила која е одговорна за електричната инсталација на настан. Исто така голема благодарност да упатам до градоначалникот на општина Прилеп за безрезервната поддршка која ни ја даде за организирање на овој настан, како и сите служби во склоп на општината кои беа задолжени при изготвување на планот за реализација на истиот и доделување на дозвола за просторот. Би сакал да им се заблагодарам и на Комерцијална банка за тоа што ни издадоа дозвола да го користиме просторот пред банката за поставување на бина, како и на ЕВН, Телеком, Водовод, Комуналец, пожарната станица, како и брзата помош, со тоа што веднаш ни излегува во пресрет на сите наши барања. На крај сакам да им изразам моја благодарност до сите сограѓани и до оние во целата држава кои сите овие години ни се верни и лојални потрошувачи на нашите производи, зашто ние постоиме заради нив и ќе продолжиме со исто темпо да работиме, да произведуваме висококвалитетни производи, да ги изненадуваме секогаш со нови производи, нови вкусови, како и редовно со промотивни активности. Едно такво изненадување е припремено и за утрешниот ден, така да на 13.7. во сабота во целиот град, во сите угостителски објекти, цената на нашите домашни пива ќе бидат по роденденска цена од 50 денари и тоа цел ден, исто како што ќе биде цената на нашите пива и на шанковите вечерта на настанот. Крали Марко и Златен Даб лименка ќе се продава од 0,5 литри за 50 денари, соковите за 40 и водата за 30. Се надеваме дека ова понуда ќе најде надобрување од страна на нашите потрошувачи, сите заедно да прославиме за 100 години постоење на Прилепска пиварница. Им благодарам на сите сопственици на гостителски објекти во Прилеп што се приклучија на нашата иницијатива да го прославиме сите заедно роденденот на Прилепска и да ги намалат цените на домашните пива за 50 денари цел ден.